Вие го следите новото издание на Соана на Тија. Денеска наша гостинка, една млада дама, една музичарка која што многу добро ја познавате, која што можам да ја опишам како мека, харизматична, исто како и нејзината музика. Дина Јашари, добро дојде во Слободен печат и Соана на Ти. Здраво, Ана, фати на поканата. Драго ми е дека те имаме повторно во Слободен печат. Морам да признам дека си една од омилените наши артистки дефинитивно и те следиме сите, мислам, баш онака цела редакција си не една од омилените и има зошто е тоа така. Значи токму така како што те доживува човек кој ќе те запознае, таква ти е и музиката, некако мека, таква нежна, како не знам, како нешто кое што сакаш повторно и повторно да го слушаш. Може, како една прегратка. Ете како прегратка, да. Баш секогаш ми е убаво кога слушам како некој реагира на мојата музика, затоа што јас не можам да бидам објективна, не знам како е да се слуша. Да излегува ти. Секогаш ми е убаво. Ама да, нешто што гали, музика која гали. Навистина, бар еве јас така моје лично видување, ако можам. Ако сама еве веднаш ќе почнеме да си разговараме отворено и на што ни дојде на ум на тоа. Ако сама треба да ја дефинираш музиката, а рече дека ти е тешко, би можела ли да ја ставиш во некакви рамки својата музика? Не можам да ја ставам. Стварно, и баш си размислам, еве сега за многу брзо ќе излезе мојот нов албум, во едно прв албум, и пробувам еве околу албумот да кога би изговорила неколку реченици за албумот, тоа е дека се состои од многу шарени работи и жанровски не можам нигде да го сместам, затоа што секоја песна е различна жанровски и работене со многу различни луѓе. И така, еве, како што за албумов и за целата моја музика би рекла дека е доста шарено, ама ете, ти многу убаво ми даде идеја да кажам дека би сакала мојата музика да биде како една прегратка. А се надевам и тоа ќе биде албумот, затоа што ни фалат многу прегратки, фали секој ден ние да се бидеме тука едни за други и кога и со се што се случува околу нас, дека е многу важно да се прегрнуваме. Многу важно, да. Дури и нека не биде физички прегратка, ете може да биде и во вид на музика, зашто да не. Како символика прегратка, убаво, прекрасно. Го спомена новиот албум, ајде да тргнеме на таа тема, па ќе зборуваме и на многу други. Растенија без корен. Да, името на албумот. Зошто растенија, што ти доживуваш како растенија без корен? Епа, така го именував по песната што се вика Растенија без корен, што ќе ја чуете за многу брзо. И мислам дека таа и текстот на таа песна ќе објасни кое е значењето. Кога јас би си рекла што значи растенија без корен. Еве, првата реченица е што ке ми се растенија без корен. Тоа за мене е да си ги цениме корените, да знаеме од каде сме и во исто време и дури да патуваме и да не знам, ако гледаме физички, ако се одселам од земјава и таму каде што имам корени, кај што како се вика тоа кога ќе го пресадиш растенијето на друго место и кога ќе го засадиш и тоа кога ќе фати корени, дека е многу важно да да се всадиме каде и да сме и ете тоа за мене значи дека е важно да си ги почитуваме корените. Така е, мислиш ли дека тие корени, ете тие пораки, тие архетипови, како и веќе да ги наречаме од тука, од нашите предци, музиката, традицијата, се што не чини нас вакви поинакви од другите, од сите други, нели? Сите имаме, секоја една држава има своји карактеристични и традиција и култура и корени и начин на живот и музика и ритам и се. Мислиш ли дека дел од тоа што го правиш, барем музиката, токму таа традиција, токму тие корени ја формирале? Дали музички? Дефинитивно, да. Мислам, и во последно време и многу сакам и да слушам и традиционална музика. Иако нели јас жанровски правам поразлична музика, сепак јас се што слушам, впивам и некако го внесувам во мојата музика. И бев исто така и дел од групата Калата, кои што исто така се бават со традиционална музика.
Мислам дека е многу важно да си ја слушаме и да си ја негуваме таа музика и таа традиција, и секако дека тоа влијае врз начинот на кој што јас работам и пеам, иако можеби не директно не се слуша тоа, има големи влијанија. Супер. Ајде малку да се вратиме наназад, кога Дина беше малечка и кога уште веројатно не знаеше дека ќе се занимава со музика, барем не волку сериозно. Кога прв пат стана свесна за тоа што сакаш да бидеш во животот, нели, она клише прашање кога си малечко, а што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Кога прв пат стана? Знаеше ли што беше првото што ти паѓаше на ум кога те прашуваа кога беше мала што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Од мала сакав да бидам директорка. Значи тоа беше моето. Предобро. Значи тоа мислам дека нели на возраст до 5-6 години кога не си многу свесен за себе, тогаш мислам дека си ти. Мислам дека јас имав таков период до кај 5-6 години кај што си бев своја и после нели стануваш свесен малку и бев посрамежлива. Мислам дека сега се враќа и барем се трудам да се врати тоа дете. И тогаш знам дека викав дека сакам да сум директорка. И сега мислам дека сум на некој начин директорка сум на својата фирма Дина Шари. И тоа ми се исполни. Имам снимки дома од кога сум мала, како слушам музика, како играм, ги терам моите дома да ми пуштаат музика и да играм на музика. И ете, мислам дека тоа сум јас вистински, така што сум била нели во моите несвесни години. И ете, тоа ми се враќа сега, од секогаш сум сакала да бидам веројатно во центар на внимание. Иако сум срамежлива, знам да бидам доста интровертна на моменти, ама и ми годи тоа внимание некако, не знам како да го објаснам. Точно те разбирам. Има луѓе кои што се интровертни, меѓутоа совршено функционираат на сцена. Пред публика. Да, и особено сега, например, јас секогаш ми е потешко да зборувам јавно, например, кога сум на сцена, повеќе имам трема што ќе кажам, отколку кога пеам, затоа што тогаш во некоја состојба влегувам, кај што тоа и дури како и да не сум јас тоа, како да е нешто друго што поминува низ мене и так, не знам, не можам да го опишам. Мислам дека сите музичари го имаат тоа. Тој момент на го викаат нели како флоу, како има еден цртан соул се вика, не знам дали го имаш гледано, кај што е баш за кога музичарот влегува во таква состојба, кај што свири и е многу присутен во моментот. Јас сум гледала документарци, некои таму интересни, сум читала за тоа што се случува во мозокот на музичарот додека свири или додека создава музика. Тоа е неверојатно што се случува. Некоја духовна состојба што не можам да ја опишам. Мислам, ја осеќа некој само што е на сцена. И затоа викам, не ми прија мене внимание јас да бидам позната и сите погледи да се во мене, туку моментот што се случува кога е музиката на прво место и кога е присутна. Например, сега пред 2 месеци во Загреб имавме концерт во Мочвара со триото и ја пеев Растенија без корен. И Растенија без корен на сред песна има една тишина, кај што буквално сите престануваат да свират и е тишина и после јас зимам воздух и продолжуваме со песната. И таму Мочвара клубот беше полн, ја свириме песнава и се случи тишина и сите беа присутни. И јас во тој момент додека пеам и само слушам дека луѓето слушаат и дека се присутни. Тоа ми мислам дека е еден од најубавите моменти што ми се случиле во кариерата. И само ги гледам луѓето и они ме гледаат и дури се насмеавме, имам и снимка од тоа и продолжуваме песнава и тоа се тие моменти што музиката ги прави, не ги правиме ние. Да, јасно. Не знам како спроводник си само, преку тебе тече музиката. Убаво, преубаво. Кога веќе ја почнавме темата за детството, морам да споменам некој кој што ти беше сериозно влијание додека растеше. Мора да го спомнеме татко ти. Да, секако. Да, и јас знам нешто во врска со него, ама еве ќе оставам ти да ни раскажеш што свираше, како ти влијаеше, како ти ја пренесе љубовта. Еве можеби не ти ја пренел. Каков ви беше односот со татко ти? Колку ти беше битен?
Да, во животот? па он беше левак и свиреше гитара. И јас сум левак инаку, ама како деснак се научив да свирам, за да не си го комплицирам животот. А тој тој самоук и научил да свири и свиреше скроз обратно. И секогаш по дома ми пушташе Beatles, Bee Gees и такви некои бендови. И секогаш си имавме дома песнарки со акорди. И за жал не можев од него да учам да свирам гитара, затоа што скроз обратно свиреше. Ама секогаш ме бодреше, мислам, се што ми требаше, не знам, сакав да учам пиано, ми купи синтесайзер, сакав да свирам гитара, имав 6 гитари акустични дома. За секој настап што го имав, мислам, тогаш имав акустични свирки, пеев и он ми доаѓаше на тие свирки и многу ме поддржуваше, кај што, например, за разлика од мене, мои врсници што сакаат да се бават со било каква уметност, родителите ги насочува некоја друга попрактична финансиски работа. Татко ми имаше 200% доверба во мене дека јас ова го сакам и дека треба тоа да го правам. И сум многу среќна што таа поддршка што тој ми ја дал, јас го изгубив него на 18 години, ми дал доволно поддршка и љубов што јас имам сега во мене. Се што ми треба за да го правам ова што го правам. И он е тука со мене и онака гледам како и во се што правам се појавува и е инспирација за многу од песните што ги пишувам. И сум на некој сладко горчлив начин ми е присутен. Имаше Мартин Џорлев пишано и кажано еднаш за татко му дека е ghostwriterот на албумот. Така ќе кажам и за татко му дека тој е ghostwriter на моите песни. И доста е присутен и сум многу среќна што имам шанса да имам таков татко, кој што сум го имала само 18 години, а толку многу ми има дадено и секогаш ми покажувал и ми кажувал дека сум сакана, што е многу важно, што сваќам дека не многу луѓе го добиваат тоа и сум многу благодарна за тоа. И се обидувам, мислам, работам многу на тоа да ги гледам, не да се лутам зошто го немам, туку да сум благодарна за се што сум добила од него, затоа што па тоа нема друго нешто. Така е, на еден начин е легаси онака, да го пренесеш, затоа што случајно, најслучајно, вчера или завчера кога кажував на една колешка дека ќе дојдеш и ми рече дека го познавала таткот. Стварно? Да. И ми кажуваше приказна за него, вика, толку добар човек. И кажуваше, онака баш биле пријатели, си оделе на гости. Ми рече кога ќе дојде Дина да ме викнеш, потсети ме да те види, сака, да. И кажуваше дека онака вика толку сакаше луѓе, вика, толку беше хуманитарец, онака, ма се ништо јавно, ништо сите да знаат. Онака знам вика имаше некогаш прибрано, не знам, 20 луѓе дома на гости, некој што им требало помош. На Муабетов. Кога биле војните во Босна, он имал прибрано луѓе. Да. И што се случува? Пред 2 години јас одам во Макарска да ја доделам наградата Мила Младеновиќ, што јас годината пред тоа ја освоив. Таму ја доделувам и имам концерт и се симнувам од Бина и позади сцена ми мафта некоја жена и ме вика. И јас доаѓам и ми вика: "Здраво, Дина, ти мене не ме знаеш? Јас ги знам твоите родители и ние си имаме многу дружено и ние кога беа војните сме преспивале. Татко ти ни најде место и останавме многу добри пријатели. Ти мене кога беше мала, кога јас те знам, ти мене не ме знаеш, само да знаеш, многу ти се радувам на се и као браво за се што правиш." И тоа се некои плодови што ги гледам така од татко ми, како нели тоа што го кажа легаси, како работи што ми се појавуваат и не знам, тоа се преаки моменти за мене. Баш е присутен. Да, и плюс и моето лице скроз е неговото, така да го носам неговиот лик и едноставно тоа е, мислам дека човек живее преку се што направил во животот. А еве и на таков начин јас ја гледам и музикава како нешто што еве јас го правам и го оставам. За себе. Преубаво. Баш ми е убав муабетот, иако
нели за личност, за веројатно една од најважните, ако не и најважна личност во твојот живот, што го чувствуваш така и што имаш вака во себе толку многу од него. Да, мислам и многу терапија. Да, секако. Сум поминала психотерапија секако. И онака, мислам, имам денови кај што сум стварно скршена и гневна, ама имам и денови кај што сум едноставно благодарна за тоа што ете, тоа го имам и тоа го користам. Така е, одлично. Основното училиште. Не крапче. Да, не крапче. Исто пред малку го зборувавме. Ако треба да издвоиш нешто кое што најмногу ти значело од основното училиште и паралелно на тоа најмногу што ти пречало, кои ќе бидат тие работи? Како поминува време, ние мислам дека си бираме кои спомени ќе ги памтиме, кои не, и некако јас сум запамтила само убави работи. Не знам, не можам да се сетам на нешто лошо, зашто стварно имав преубаво детство. Во Ченто препорачувам кој има шанси да порасне таму. Нека го избере. Да. Некако многу е убаво, затоа што Ченто е многу мешана населба, има многу мешани националности, вери, и некако од дете си научен да гледаш различни луѓе како се живеат различно и да ти е тоа многу нормално и да не си поставаш прашалници леле овој зашто е друга боја, зашто е друга вера, зашто има различно презиме. Буквално за мене се тоа си беше многу нормално како што растев. Имам супер пријателства од Ченто, што до ден денес онака имам преблиски другарки. Дури имам една другарка од Ченто што сега живее во Австралија, па уште исто комуницираме како да сме. А Дане Крапчев ми има супер спомени. Ета, мојот наставник по музичка, Ване Јовчев, е крив за тоа што сум одбрала да се занимавам со музика. Свирав во мандолинскиот оркестар во Дане Крапчев, потоа и во МКЦ, исто Ване го водеше тој оркестар. И тоа се, не знам, некои убави спомени, убави почетоци на се што следи. Добро, а вака баш си имала убаво, немаш онака, например, јас исто кога ќе се навратам позади кон детството, немам така некои лоши спомени. Немаш тешки моменти онака од детство, нешто? Па немам, јас буквално го имам совршениот живот до 18 години. Стварно, или може би така гледам на нештата, затоа што кога ти се случи таков момент страшен во животот, сваќаш уствари колку се небитни некои мали ситници што те мачат во текот на деновите. Така. Имаш само 25 години. Само. Велам 25, а толку многу, не знам, созреаност од тебе излегува. Веројатно, некои такви моменти те учат во животот на тоа да бидеш јак и да се носи со се што се случува. За среќа, тебе се уште ти случуваат многу убави работи, многу настапи, многу шетања, многу концерти, награди, многу важни награди, нешто кое што не само што си го направила за себе, и за сите кои што те сакаат, туку го правиш и за цела наша држава, што е навистина ти благодариме за тоа. Фала многу. Кажи ми, во сето тоа, во сите тие патувања, во сите тие луѓе, што е она што најмногу, мислам, зборуваме покрај музиката, покрај настапот, што е она што најмногу во тие моменти ти фали, кога шеташ, кога патуваш, а што е она што најмногу за кое што најмногу се врзуваш, што е она што ти е најубаво кога пат. Не знам, може би ти е премногу да седнеш во како и да возите со кола или со автобус, со воз, со авион, не е битно како и да се. Може би тој ти е тежок момент. И па во тие патувања многу фали комфор. Фали некаков било каков ред. Фали сон. Но во исто време тоа е многу интересно, пошто јас последниве 3-4 години цело време одам на турнеи и тоа не се долги турнеи, ама се, например, ќе патувам 7-8 дена, па ќе се вратам, па пак ќе патувам и не се како одеднаш 30 дена да ги испукам, туку е на рати цело време и сегде сум и нигде не сум. И од тој аспект е тешко, пошто немаш никаков баланс, не можеш ништо да планираш. Се осеќав на моменти како да немам живот туку животот да ми е само на пат. Ама во исто време моментот да се качиш во кола или во комбе и да патуваш и да знаеш дека тој ден треба да направиш концерт во Загреб, па другиот ден си во Белград, па
и така натаму. Има нешто многу спокојно во тоа, затоа што буквално терапевтски е. Се качувам, која ми е улогата? Денеска одам и таму правам концерт, доаѓаат луѓе, се запознавам со различни луѓе. Многу интересно дека сега кога патувам, после 3-4 години, на секое место кај што ќе отидеме вака низ Балканот, имаме барем еден човек со кој што имаме спомени. И тоа е преубаво, затоа што одам во Загреб и веќе ми текнува на 5-6 луѓе на кои што можам да им се јавам и кај нив имам и место за спиење и да се видиме, а исто и тие кога ќе дојдат тука. И некако особено вака низ Балкан, тоа е многу важно и многу убаво што се случува, таа размена на контакти и тоа е нешто што го знаат само тие што го искусиле. И сум многу среќна што имам и постари колеги од мене кои што го прават, тоа и кои што ме насочувале и ме советувале и како треба да се однесуваш на турнеја, дека не треба тој рокстар живот што го гледаме по филмовите води само до пропаст и не постои, буквално не треба да ние не пиеме алкохол, не конзумираме дроги и такви работи, као баш, мислам, јас многу сакам, не знам, си пијам зелен чај, сакам да си легнам што порано, си имам некоја рутина кај што сакам и да спијам и многу е важно да си здрав и не знам да пиеш цедени сокови и си носе последно чајот ѓумбир со мене цело време, за да можеш да го издржиш тоа, затоа што не е нормално за телото да патуваш, особено ние, например, една турнеја направивме, патувавме до Словенија, Крањ, па до Прага, па назад за Нови Сад. Тоа е ненормално, тоа се колку 3, 4, 5 не знам колку илјади километри се, не ги ни броев, затоа што и одевме натаму и се враќавме и ти да си 10 сати во кола, па да буквално излегам од кола, се шминкам и пеам, па следно патувам и тоа е многу нездраво за телото. И затоа е многу важно да тоа гледам да сум да се грижам за себе, да бидам добра. Тоа се некои работи што ми фалат, убавите работи се луѓето што ги запознавам, моментите што ги споделувам таму и некогаш ми се случува пред да тргнам на турнеја, си викам, леле, зошто го правам ова? Као ќе се возам толку и толку сати, ќе биде се таму во брзање, ќе се спремаме, ќе свириме, после пак ќе се возам, као каде е задоволството? И после кога ќе стигнам таму, ми се случува нешто преубаво што стварно не можам да го опишам. И плюс морам да ги спомнам и Лука Тошев и Драган Теодосиев, кои што се моите луѓе, бендот со кој што исто така е многу важно да сме ние прво меѓу себе добри пријатели, да можеме да поминеме толку време заедно, без да се испокараме, затоа што сме буквално 24/7 заедно. И исто, и секогаш имаме и некој техничар со нас, као Трипе, Ерик или Кирца, кои што се тука да ни помогнат. И стварно се, мислам, луѓето се број еден важен фактор при тие патувања. Па да, ние кога работиш 8 часа, па викаш тие 8 часа важно тие со тие што работиш да си во добри односи, а не па вака да вие делите, дишите заедно, се правите заедно. Да, буквално имавме моменти лани кај што имавме по хрватски острови концерти и требаше да смениме, не знам, да се возиме до едниот остров, на трек да се возиме, па ни се дупна гумата, па на тамтон фестивал, тоа беше на Хвар. Сите ни викаат пред да одиме таму, дечки, гледајте за колата, имајте бензин, имајте се што треба, зашто таму нема ни бензинска. А кој вози? Лука вози. Не се менувате? Не му помага никој? И три петонецот. Јас возам, ама не можам тие патишта да ги возам. Не е безбедно. И најчесто е Лука тој што вози најмногу. Не знам кој така собира силата, ама и за тоа треба посебен дар. Треба. И буквално, не знам, се возиме и се качуваме, не знам, преку Црна Гора се возевме. И во Црна Гора имавме настап и после преспавме и се возевме до Хвар, се качуваме во траект и си викаме, добро е, тука сме, поминавме 2 дена пат на 40 степени. Леле. И само ја гледаме колата дека гумата е рамна. Никогаш не ни се дупнала гума. Леле, каква криза. А ние буквално стигнуваме на островот, треба да имаме тонска проба и вечерта веќе свириме. А таму нема ништо, као нема автомеханичар. Па се снаоѓаме и тука се тие пријателства и контакти. Кај што ни се појавија предобри луѓе, ни помогна, ја сменивме гумата, се беше во ред, ама тоа се некои стресни работи по пат што се случуваат. Исто, после од таму, кога се вративме, требаше 2 тректи да смениме, пошто требаше на Зларин да одиме.
И се тоа временски беше многу тенко, па така и такви некои стресови. После се вративме во Македонија, па после патувавме на Ластово, па и за Ластово на враќање 2 тректи требаше да менуваме. Све островски. Да. И Убаво. од една страна звучи тоа преубаво, на море сме, ама да, во исто време и кога си заработи, кога ќе ти се случат такви работи. И не знам, така, доста е динамично, доста е забавно, а мислам дека е важно и да си имам време за одмор. Да. Пробувам тоа сега да си го наметнам, за да можам да стварам. И затоа ми беше многу терапевтски последниве неколку месеци, дека тука бев и снимавме во студио и сега го вадам албумот и сум многу среќна. Преубаво. 25-ти? 25 мај, 25.5.2025. Да. Имам 25 години. Двојки и Да, петки само. да. Толку. Одлично, одлично. Прекрасно, ќе го преслушаме. Ќе го препорачаме на сите кои што ќе сакаат да го преслушаат, затоа што на вистина има многу душа во таа музика. Ај малку да зборуваме за љубовта. Како ја дефинираш љубовта, Дина? Овие ми се доста тешки такви прашања. Се тешки, ама Да. па некогаш убаво да се зборува за тоа. Па зависи за каква љубов збориме, има многу типови на љубов, има љубов. Немаш вака општо за љубов, чувство. Да, има различни типови. Ти можеш да ја насочиш кон дете, кон Да. мајка, кон пријател, кон партнер, кон романтична љубов, сестренска, братска љубов. Меѓутоа љубовта е љубов, таа движечка Да. сила, ме разбираш? Да. Не знам дали негде го имам прочитано ова или само си го смислив. Имам една реченица. Ајде. Љубовта е да си спремен да се дадеш себе си, да даваш многу и без да очекуваш нешто за возврат. Така е. Така е, апсолутно. И мислам дека тука спаѓа љубов према било што. Мислам, Кон дали е било тоа што. родителска, партнерска, Да. према професијата, Така е. према било што. Мислам дека Да. тоа е да си нели пожртвуван за нешто, ама да не очекуваш ништо за возврат. Така е, затоа што ако чекаш нешто за возврат, тоа веќе не е љубов, тоа е егоизам. Да. Значи, тоа е Или пресметливост. таква како се вика тоа трансакцијска љубов. Трансакцијска љубов. Еве ти, ама дај ми назад, да се размениме. И љубовта е таму кај што нема гордост. И се не ми текнува, имаше добри стихови во Библијата за љубовта. Има цела дека е- една песна за да. љубовта, да. Дека Да. дека љубовта трпи, љубовта е нежна, љубовта е Не завидува, не. да, И не ми ја текна не, сад да. точно како беа, ама дека има е многу, кревка, дека е да, кротка. Да. Ето тоа е. Така ја доживуваш љубовта. А те инспирира љубовта? Да. Сите песни ми се за љубов. И интересно е пошто сите луѓе одма прво мислат дека песните на пример се љубовни за партнер напишани. А јас си ги слушам песните и не ми се сите. Некои се, ама Да. некои се многу општи, многу поголеми. Гледаш за од љубовта тоа. како љубов. Да. Веројатно, за се што сакаш, се што те... Затоа ти викам, љубовта е сила, она движи, без разлика дали ќе ја насочиш, некогаш во животот ќе ја насочиш приоритети, знаеш како што си имаш приоритети во животот, така и љубовта, некогаш повеќе ќе се дадеш на партнер, некогаш Да. повеќе на музика, некогаш повеќе на пријател како им треба нешто и така натаму. Меѓутоа е сила која што обично уметниците знаат да си го извадат тоа од себе, дали како музика, дали како поезија, дали како ликовна уметност. Да, и дека Да. исто, да, со некој правев муабети за ова, дека се инспирираш од многу љубов и така твориш, ама може да биде и да се инспирираш и од недостаток на љубов, Така. или може да се инспирираш од тоа да имаш премногу љубов во себе, а да немаш каде да ја дадеш. Така. Например, се случува таков момент кога ќе изгубиш некој, дали преку смрт, дали преку раскинување на некаква врска, ти одеднаш имаш толку љубов во себе што си бил навикнат да ја даваш и одеднаш немаш каде да ја дадеш. Да. И тоа е состојба што е доста тешка. Многу тешка. Многу тешка.
Да, и допаминот кој што се лачи, кој што после тоа ти фали, нели? Да. Затоа што со секоја една личност со која што ти е убави, која сакаш, која не знам, еве нека не е романтична, нека не е партнерска љубов, нека е не знам другарка некоја Да, со која што пријателска се сели. Ти фали убавото чувство допаминот кој што се лачал додека сте биле заедно и сте делеле нешто, ти било убаво. И наеднаш, ти го нема. Да, проблем. да. И затоа се осврнав према овој, нели, тажниот дел за љубовта, затоа што кога сме среќни од љубов, ние не мораме тоа да го запишеме негде, ние само го живееме и го уживаме. Да. А кога нешто ни се случува тажно, тогаш најмногу потреба имаме да креираме, а тоа е во сите уметности. Да. И во филмови, и во театар, и во пишување поезија, и романи, и за музика да не правиме муабет, дека најчесто, не знам, јас тоа си го слушам албумот, повеќето песни се доста меланхолични и тажни, иако некоја може по, како да кажам, со некој весел ритам, ама текстовите се 95% се тажни. Што е во исто време убаво, затоа што некако, не знам, таму ги вадам тие работи за сега да можем да се смееме, да се срекна. Па да, вентила, клише муабет дека го вадиш тоа од себе, меѓутоа тоа е така, не за џабе некој го рекол дека е така. Вентил каде што излегуваат тие работи што треба да излезат од тебе на некаков начин. Ајде малку за песните, за тоа како ги создаваш песните пред да влеземе во студиото. Викам, чекај да го земам ранецот на Дина, да ја помогнам. Бате вранецот на кај багерак. Добро, што носиш? Што носиш во ранец? Па тешки се моите песни. Моите песни се во лаптопот. Да. И вика, јас си го носам лаптопот, вика, затоа што во секој време може да ми дојде инспирација да напишам песна. Да, епа тоа е нешто што многу си го сакам за мојата работа, е дека можам јас од било каде да си работам, од било каде да си пишувам песни. Да. Например, секоја, затоа што тука ги пишувам во главата, во албумот сите песни се напишани, еве сега ќе правиме муабет како веќе да излегува албумот, така затоа што после од како ќе излезе емисијава, ќе постои албумот и ќе биде во петок ќе излезе, следниот ден го слушаме албумот. Значи кога ќе го гледа, ќе биде утре ќе го слушаме албумот. Да. Така да. Така да веќе луѓето ќе имаат пристап до песните. Да. И 9 песни се. И секоја песна ми е напишана во различен период од годината, на различно место. Например, имам една песна "Морето ме тера да мислам". Таа ја напишав на Хрватските острови, на Млет и на Ластово, додека си седав на плажа и ги гледав брановите и некако така бев во некоја меланхолија и така си го напишав текстот и после тоа се вратив во Скопје, бев многу кратко. Тогаш на компјутер и на Сайзер ја направив песната од прилика како ќе изгледа како форма и ја оставив во фиока. И сега, тек во јануари, во студио, во Алшар студио, заедно со Лука, со Драган, со Андреја и со Штраф, со Ивица, ја снимавме песната. И тоа беше многу интересен процес за мене, затоа што прв пат снимав во студио заедно со бенд, кај што сме сите заедно присутни, и тоа ми беше многу, многу забавно искуство. За разлика од таа песна, например, имам песни како Дожд, Одлука, и уште една, што не ми текнува, Дзидови, кои што си ги направив сама дома. И буквално сите елементи, се што се случува, и вокалите се снимени ученто, например, мојата соба. И имам такви песни кои што скроз сама си ги направив од почеток до крај. Имам Растенија без корења, снимавме исто во студио кај Штраф. Една песна Градот ја заедно со Димитрije Марковиќ ја доработувавме, снимавме со него гитари. Една песна имам што се вика Кревка, што ја направивме заедно со Пијан Слави и со Дуке Баџиев и со Лука. Уште во 2021 ја направивме таа, ама никогаш не почувствував дека е момент да ја извадам и сега во албумот совршено се вклопи. Таа е песна по текст на Пијан Слави и ја направивме со Лука во Трпејца, бевме на плажа и бевме сами, немаше никој на плажата и си носевме инструменти, укулеле и гитара и јас си викам,
може да биде интересно со текст на Пијан Слави да направиме песна. И скролав на Facebook, по статуси он си ги пишуваше песните. И ја прочитав таа песна и на лице место ја измисливме песната, ја искреиравме заедно со Лука по текстот. И во моментот позади нас се појавија крави, кои што со нивните звончиња нешто додадоа, некој шмек. И ја имам снимка во телефон, кај што се слушаат бранови од Охридско езеро, ја и Лука свириме и позади нас се слушаат звонци од крави. Да, пријатно. И ние се враќаме во Скопје и одиме во студио со Дуке и со Бранко и ја снимаме песната и пробуваме да ги рекреираме тие звонци. И ете, тоа е приказната за Кревка. Да, преубаво. И така секоја песна си има своја приказна, во различен период е напишана, на различно место, со различни луѓе, а сепак албумот има некоја целина, а тоа е уствари, ете, може и да кажеме и љубовта и животот каде што ме носи и меѓу луѓето кои што сум. И би рекла дека албумот не е мој, туку е на сите нас што сме го искреирале заедно. Да. Прекрасно. 25 години се многу малку за да можеш да имаш визија за она што би сакала да го правиш во иднина. Меѓутоа, можеш ли некако да се видиш себе си? Имаш ли крајна цел? Не знам, нешто кое што ова ќе ме задоволи до тука и после тоа сакам да мирувам. Имаш ли такво нешто? Па не, мислам дека немам ништо конкретно. Мислам дека е многу убаво. Еве сега на пример бев немирна цела година дека морам да го извадам албумот. Се обидувам така да не ги гледам, пошто не можеме ништо да планираме, реално не зависи само од нас. И оваа професија е стварно многу тешка и мачна, да се осеќам на моменти како Сизиф беше тој со каменот. Што го вутка, да. Така се чувствувам, иако имам 25 години. Така се чувствувам. Добро, веќе ти активно, многу сама тоа го правиш. Да, веќе 7-8 години сум во ова и сваќам колку е тешко да го одржиш тоа, особено во земја кај што нема многу услови за тоа. И сме сите ние што се бавиме со музика, за жал треба сами да си ги измислуваме условите, кај што за разлика ако отидам во Хрватска или во Словенија е скроз друг муабетот. Затоа што за многу елементарни работи ние треба сами да се грижиме, што можеби во исто време тоа не мотивира да бидеме посилни. Да. И некако многу е лесно да се обесхрабри човек и така имав многу моменти кај што се прашував зошто го правам ова, дали има смисла. Ама потоа кога ќе отидам и кога ќе отпеам еден концерт, се ми имаше смисла. И затоа сакав овој албум, пошто долго време немам извадено музика и сакав кога ќе извадам да биде тоа што и за 10 години од сега да го слушам албумот, да се наежам и да си речам тоа е тоа. И ета, мислам дека тоа сега имаш ќе такво го чувство, постигнам, нели дека е тоа? И сакам да е тоа така. И не би си дала на себе некои планови за 10 години од сега, за кои што можеби тогаш ќе бидам во друга позиција од животот и ако тоа мене не ме прави среќна, подобро да не го правам. Да, не мислев како планови, веројатно не се разбравме. Нешто како желба, како не знам, сакам да се реализирам еве како мајка, на пример. Сакам да се реализирам како професионален музичар кој ќе нема да живее тука. Сакам да се исела. Нешто во тој смисол мислам, нешто кое што мислам дека би била многу среќна ако живеам како што живеам сега. Само да повеќе да заработувам. Мислам дека е преубаво тоа. Мислам дека нема ништо лошо во тоа да имам концерти по хрватски острови, на пример. Затоа што јас стриктно со авторска музика на македонски јазик се бавам. Буквално сегде кај што патувам, дури и во Лисабон имаме свирено, тоа е мислам дека најдалечна дестинација кај што има стигнато мојата музика и тоа ми е планот. Значи никако компромис да не правам. И со оваа музика да можам да живеам од ова и да правам повеќе пари. Тоа ми фали само. А инаку исто и многу е интересен на тој момент дека сите се плашат од некако постои тој притисок, сега јас сум во моите 20 години, 25, затоа што јас кога имав
19-20 години, кога се појави, сите беа леле, супер, видете ја младава, малава, да. леле, супер е гази, а сега веќе има некои очекувања од мене. И како да се крати таа рамка на временска рамка на имаш време. Сега не имаш време, сега ти е времето. Сега ти е времето. И јас не се согласувам со тоа. Секогаш Многу е времето. луѓе се плашат од тоа да наполнат 30 години, да наполнат 35, затоа што мислат дека сега е тоа. Во 20 години ако нешто не направиш вака, особено во музичкиот свет, тоа е тоа. И јас напротив, баш мислам дека јас најјаката музика ќе ја правам на 30 плюс. Мислам дека тогаш ќе доминира. Тоа е мојот став. Чим така мислиш, така и ќе биде. Затоа што Ма ти сама рече созревам јас, созрева и музиката, па како не е растење, заедно и мислам расте. дека е многу токсичен начин тоа, затоа што јас лично го имам слушнато тоа. Да. Ти имаш 25 години, веќе Треба газиш што е се, ова? не. Зашто 2 години немаш извадено музика? Луѓе, јас сакам музиката Така. што ќе излезе да биде. Да. Значи јас и за 10 години од сега да речам, леле, ова е многу добро. Така да, Да. а исто се фасцинирам како на 18 години сум напишала текст како бои. Да. И знам дека тоа не сум јас, дефинитивно. И сега имам 25 и си викам, а на 35 ама стварно и искуството си носи Да, работи да. и на таа тема планови би сакала да го правам истово на многу повисоко ниво. Да можам да си речам, еве, со филхармонија ќе имам еден концерт. Со албум ќе снимам со, не знам, со цел гудачки оркестар. Ете, тие ми се плановите за мене што си ги Добро, имам. убави амбиции имаш, браво. Да. Браво. И ќе ти се остварат, како си тргнала. Мислам. Тие се моите планови. Да. Она што го зборувавме и на почетокот е, мора да го приметиме, беџот. Да, камерата може да зумира. Југословенка. Пишува Југословенка. Југословенка пишува, не знам дали може да зумнат, ама... Да, не знам ева сега. Ете го, Југословенка. Шетајки по Балканов, колку дозна за Југославија со оглед на тоа дека не си била, не си живеела во Југославија како држава, колку дозна за Југославија? Знаеш ли како од овој аспект како им било на луѓето тогаш и дали би сакала да живееш во една таква голема држава? И па вака патувајки, сваќам колку многу граници треба да поминеме за да стигнеме до место кое што не е толку далечно како Хрватска, како Словенија. Да. И мене тоа ми е стварно, мислам, онака жал ми е, затоа што еве генерацијата на моите родители буквално се качувале во воз и оделе до Љубљана, а сега јас за да отидам до Љубљана треба многу добро да се организирам за да можам тоа да го направам и да имам пасош и документации, па сега нели сакаа да воведат и нешто ако влезеш во Европска унија да треба да платиш некоја посебна нешто карта, па и мене ми е тоа многу језиво. И ми е многу убаво да слушам како порано се живеело во таа смисла и како сите зборувале, сите ги знаеле сите јазици. Да. Мене ми е сега погубно, јас иако зборам прелошо српско-хрватски, попрво така ќе зборувам, отколку Ја дури македонски си терам и си зборувам македонски и ми се чудат, малку ме гледаат како будала. На концерти некогаш така знам, си пеам песни, после нешто на македонски ќе си кажам, луѓето се понашат како да ме разбираат, ама и така ќе почнат и да учат, затоа што мене ми е приубаво како одам, имам концерт и после концерт ми доаѓа Дина, сакам. И од моите песни луѓето си учат македонски и реално стварно мислам дека и ние и словенците сме малце така отфрлени во таа смисла јазично. Да, и на два краја сме, они се скроз доле, горе, ние доле и баш сме на дека не разбираат, ама например во круговите во кои што јас движам, не знам, препријатни луѓе запознавам и не знам, имаме сличен менталитет, слично размислуваме, јазиците ни се тука. Некој кога почнува на англиски да ми зборува, јас одма го прекинувам. И мислам, имаме баш една фора заедничка со едни другари, дека ние не сме ex-you, ние сме next-you. И дека стварно, ако не ќат државите, владите, нели, да сменат нешто, еве ние како луѓе да си направиме да си ги
не знам да постои таа соработка, затоа што на музички план стварно постои и би сакала се повеќе и повеќе да има таква размена. Ма тоа е тоа поднебие, не можеме ние многу да сме различни, не сме на километри оддалечени као на друг крај на планетава. Тука сме, баш да, и тоа ми е многу небо. мило, затоа што јас, ако се занимавам со музика и ја гледам само Македонија како место кај што би творела и живеела, јас одма ќе се откажам. Мислам, ќе те угуши ќе се тоа, занимавам со да. нешто друго, затоа што прво сме многу малку луѓе и не е тоа одржливо. А затоа што патувам низ Балканот, тоа е возможно. И, например, мене Калиопи ми е многу добар пример за тоа како пејачка што долги години нели се занимава со ова и полни огромни сали и во Хрватска и во Србија. Така. И ето она ми е како еден добар пример како се може. И еве како нели Тоше кога бил на моја возраст патувал постојано и бил многу познат беше сегде кај што звезда на одиме. цел Балкан, да. Така да ете тоа ми е мене надежта што ме движи дека можам ова да го правам. Супер, и ќе го правиш. И добро е тоа што не се држиш за Македонија. Да, ти живееш тука твориш, а би се преселила некогаш, како ми дај. Како мислите? Па не знам, искрено не знам. Не би сакала да дојде до тоа. Мислам, можеби би се преселила за некое време, како на некое време, ама јас искрено би сакала да можам тука да живеам. Затоа што нема ништо како мајчин јазик. Мене ми е многу важно тоа и особено бидејќи творам. Да. Многу плюс и луѓето ми се тука, мислам, тоа е број 1 нешто. Тоа ќе те прашам, што би било тоа што најмногу ќе ти фали ако случајно ако би се преселил луѓето, нели? Луѓето. Да. Баш еве бев во Белград. Сега прв пат бев во Белград како на екскурзија, без да имам работа. Аха, на шетање. Да. И баш забележав како во Белград се е многу побрзо. И некако ми е поубаво дека во Скопје, иако е хаос, Да. помирно е отколку во Белград. И е рамно, тоа ми е убаво. Дека можам со точак да стигнам од еден до друг крај на Скопје без проблем. Да. Има милион работи што не се во ред, што треба да се средат и сегде каде што одам, луѓето кажуваат за работи што не се во ред, нели? Нигде не е идеално, ама јас вака кога ќе си ги ставам на вага работите, некако луѓето победуваат. Да, секогаш. И не можам тој компромис да го направам, барем во моментов. За воиднина, ќе му ја мислам тогаш. Луѓето, велиш, луѓето ми се многу важни. И сега со оглед на тоа дека сретнуваш веројатно многу луѓе, секогаш се враќаш на оние кои што ти се драги. Бираш со кого ќе бидеш блиска, со кого ќе споделиш некои работи кои што ти тежат или не, или ти се убави, со кого ќе се израдуваш, со кого ќе заплачеш, бираш, или сакаш и нови пријателства, им веруваш ли на луѓето кога запознаваш нови луѓе, бидејќи има луѓе кои што имаат гард, не сакаат нови пријателства, не сакаат сближување, се држат за тие некои пар луѓе со кои што функционираат и до тука е. Да. Отворена си за нови луѓе, ама баш да ги примиш онака, баш да развиеш пријателство убаво. Да, јас многу го сакам тоа, многу сакам конекција. Има ова е многу интересно кога сме например сме на некоја журка или негде кај што има повеќе луѓе. Има типови на луѓе што сакаат да се со сите, а има типови на луѓе што ќе се тргнат на страна, ќе си најдат еден или двајца и со нив ќе прават муабет со сати. Па јас сум од тие луѓе. Јас многу сакам кога со некој ќе си кликнам и им се посветувам на тие луѓе. И нормално, јас си сакам да се спријателувам, но кога со некој ќе се почувствувам дека сме на истата фреквенција, многу уживам да се споделиме работи и да се одржува таа конекција. Некако ми е поубаво да се имам помалку такви блиски пријатели со кои што во секој момент можеме било што да се споделиме и си мислиме добро во секој момент, отколку да имам површен контакт со премногу луѓе. Некако тоа ми е мене многу важно. Так. И напишав песна за тоа, има во албумот има една песна што се вика Зидови. И во референот ги срушивме зидовите, кај што понекогаш кога со некој ќе се почувствуваш
И ти мислам дека кажа сега како Да, зидови да, зид, како зид, да. Да, и кај што и моментот кога ќе си споделиме нешто длабоко за себе, се рушат тие зидови и се остварува таква конекција што нема назад после тој контакт. И онака понекогаш јас знам да бидам доста ранлива и да споделам премногу со некој и после тоа така да се подзамислам, не знам дали требаше ова да го кажам, ама на крајот од денот го чувствуваш тоа внатре во себе, пред кој можеш така да се отвориш. Да. И најчесто сум била во право. На крај, мислам, сум ги одбрала правите луѓе. Правите луѓе пред кои си се отворила. Да, те разбирам скроз. И некако, и кога едниот ќе сподели, го примамува и другиот да сподели. Да. И тоа нас не врзува, пошто сме сепак луѓе. Јас воопшто не сакам кога некои луѓе се прават дека се е супер, дека се е прекрасно и совршено и дека они совршено функционираат, затоа што тоа не постои. Не постои во реалноста. И ранливост е тоа што нас не поврзува. И ти од почетокот кажа дека јас сум нели мека, нежна, со тоа доаѓа и јас сум доста емотивен човек и не го крием тоа. И мислам дека е многу убаво нешто затоа што тоа не зближува нас. Ма да, и убаво и да плачеме и секоја емоција е убава. Да, нели е многу смешно дека сите за себе мислиме дека многу сме грди кога плачеме и се извинуваме кога плачеме. Да, зошто? Некако научени сме или како народ сме такви не плачи. Ај не, да, уште нели скроз. И уште на децата го се ајде не плачи сега, а зошто? Плачи. И тоа е емоција и таа и здраво да се извади таа емоција. И затоа многу се ги сакам тие луѓе пред кои што ќе се расплачам и ќе им речам извини, и речат плачи. И тие си ги чувам. Да. Same. Да, убаво што имаш такви луѓе, убаво што Шубави теми ми почна сега и да се расплачам, дури ќе биде окей. Гледаш, јас го имам тој момент на отварање. Буквално онака сите гости се го имаат чувството дека е пријатно, затоа што не знам, затоа што за убави работи се разбираме. Мислам, точно знам зашто зборуваш, точно знам како се чувствуваш и во однос на музика и на пријатели и се, така да тоа се ти убави теми. Да, фала ти, многу ми е пријатно, скроз како на сесија. Нели како муавече, онака, убаво. Ептен уште кога ме покани да за албумот да дојдам на слушање, преслушување, на албумот, многу се израдувам. Онака баш, колку се израдував, онака, затоа што стварно од самите почетоци те пратам и знам дека многу ти значи сето тоа и знам дека ќе отидеш далеко со ова. Ајде, ако веќе спомнавме за убавите работи, за љубови, за тоа што те исполнува, има ли нешто што те плаши? Многу работи ме плаши. Значи, секогаш си ги прашувам гостите, не ќам да се бавам, а тоа ми е, знаеш, онака, исто така интересна тема. Стравовите, нешто кое што многу знае да ти направи кочница во животот. Да, знае да биде и предупредување и да те спаси од некои работи. Нели, као се плашам да не се повредам, па и нема да се повредам ако не направам нешто. Ама од друга страна па знае и да направи блокада, да не реализираш нешто од страв. Да. Па баш сега тоа го зборував со Драги Иванов, кој што е многу важен дел од мојата кариера и од мојот живот. Со него ги направивме првите песни. Некако тој ми се најде во тие моменти кога мене ми беше најтешко да ги напишеме зборови, бои и така натаму. И ми кажа како он гледа од страна како јас сум пораснала во некои работи, немам стравови за некои работи. Ако, не знам, можеби најмногу во однос на кариерата, се плашев, затоа што јас до пред некое време само со него имав правено музика. И некако стигнавме до момент кај што сватив дека треба некои песни сама да ги доработам и малку се плашев од тој чекор и не знаев како ќе го направам тој чекор. Се плашев од, нели, се плашиме од непознати работи. Да. Се плашев од тоа како ќе изгледа една сесија во студио, колку и да звучи смешно, пошто јас нели го работам тоа и ми е многу природно, ама јас се плашев како ќе изгледа процес на снимање. Како ќе одеднаш сум пишувала песна, сум правела сама во мојата соба и одеднаш сега треба јас со 5 други луѓе да сум во студио и
И не знам тоа како ќе изгледа, на крај испадна да е прекрасно, да ми отвори некои скроз нови работи. Да. Тоа е поради луѓето со кои што се погодив да бидам. Ама така мислам дека се плашам од нови работи. Сум се плашала на пример како ќе биде, свиревме на Exit фестивал. Да. Не знаев тоа како ќе биде. И моментот кога се качив на сцена, сватив дека тоа е тоа и дека нема тука страв. Да, Исто имав момент, свиревме во Хрватска, во Шалата, за Елементал славеа 25 години од нивно постоење и не поканија нас да им отвараме, како динешари и другари. Значи тоа Шалата е едно голема, као не е сала, тука е на отворено. И е огромно. И требаше да застанам на таа сцена заедно со бенд и јас да ги испеам моите песни пред Елементал. Мислам што се доста голем бенд. Како не Тоа беше за мене голема работа. Имав тогаш 23 години. А ми се случи, буквално ден пред тоа имав смртен случај во фамилијата, многу близок мој човек почина. И тоа беше доста страшно за мене, како јас тоа ќе го издржам. И после застанав на сцена и сватив дека едноставно окей сум. Мислам, во моментот можам јас тоа да го направам. И со победување на стравови на таков начин, стануваш свесен за работите што можеш да ги правиш и што не можеш. Се победуваш себе си, знаеш, секоја победа на секој стравче е нова, качување на ново скалило и веќе не се враќаш таму, знаеш? Да. Значи, чим еднаш си го поминал. И затоа тоа некако помага. Јас така гледам, кога сум имала 19 години, сум имала едни стравови и гледам сега дека имам надминато некои стравови. Да. Така да не знам дали дадов добар одговор. Одличен. Тоа го размислам сега. Да, Например, страф е да извадиш албум. Тоа е голема, мислам, спремен си да луѓе слушнат тоа што ти е во главата. Да. И да имаат право да го осудуваат тоа. Така, и да кажуваат дали е добро, дали не е. И да излезеш јавно и да зборуваш и да стоиш за нешто. И мислам дека тоа беа некои у мене сомнежи и стравови со кои што се будев цела година додека да не дојдеме до крајот. И сега веќе нема стравови, сега веќе знам дека е се готово и дека тоа ќе го пуштам. Тоа е тоа. Да. Дина, не знам колку траеме, колеги, јас стално не заборавам да погледнам во саатот пред да почнеме. 1 сат тама сме. Супер, можам уште многу. Знам, ама некако тука ни е рамката 1 час да траеме. Не знам, ајде мака за крај, да не завршиме онака, готово, сад дреме, па сега ќе прекинеме. Ајде за крај нешто во врска со, не знам, пораките кои што си ги испратила до сега и сакаш да ги испратиш, се чувствуваш како недоискажана, сега за сега зборувам, уште ти е рано. Или онака баш еве со албумов го кажа тоа што до сега сакаше да го кажеш. Да, се чувствувам дека сум недоискажана и дека имам уште многу што да кажувам. Сега во моментов не знам што конкретно. Еве, нешто што ми се врти во глава е дека имам, и вака гледајќи ретроспективно, дека имам стварно прекрасен тим од луѓе кои што работат со мене и сакав и да ги спомнам и затоа супер, што ти текна. Да, кои што еве на пример правевме фотосесија, ќе има многу добар, мислам, омотот на албумот, сум многу среќна како испадна. Затоа заслушна Сани Александра Костадиновска и Сара Стојчевска, која што ми е долгогодишен соработник, стилист. Тука во приказнава е Драги, тука е бендот Лука, Андреа, Драган, тука е сега долга е листата, ама тоа се луѓе кои што се тука со мене овие години и ми помогнале да ја тераме приказнава заедно и можам да се потпрем на нив. И ако можам една порака да дадам со тоа е дека е многу важно кои луѓе си ги бираме да ни бидат во обкружувањето и важно е да си ги одржуваме тие односи и дека ако, не знам, ако со чисто срце нешто посакуваш и го правиш и со чиста мисла, дека ќе ти се врати тродупло. Да. Затоа што јас се чувствувам како да ништо од ова не заслужувам и не во смисла како не очекував толку љубов да добијам. А мислам дека
таа љубов доаѓа и тие плодови доаѓаат само ако нештото го правиш со многу љубов и искрено. И се отвараш едноставно, се отвараш кон луѓето и тие ти враќаат, кога се правите луѓе, тие ти враќаат. Затоа што често постојат луѓе што советуваат, немој да бидеш ранлив јавно, немој да си покажуваш твоите стравови или не знам фалинки. Немој да бидеш наивна, тоа е тој избор. Ја многу сакам да сум наивна и таква сум. И тоа си го кажувам во текстот на градот. Дека сум си наивна, ама само така знам. И тоа е детското. Тоа е детското. И кога ме праша за кога сум била дете, јас сум истата. Истата Динаш има 5 години и што сака да биде директорка. И сакам и со такви луѓе да сум обкружена. И тоа до сега што го сватив е дека кога сум ранлива до одредена доза нормално. Дека луѓето само сакаат да дојдат и да ме прегрнат и да ме заштитат. И нема ништо што е фейк од мене што излегува. И ете, тоа е, немој да бидеш фейк, тоа е. Ке завршиме со немој да бидеш фейк. Нема и знаеш и твојата енергија и како ти се однесуваш со мене секогаш, еве твоите интервјуа што ги имам слушано, секогаш правиш пријатна атмосфера и се е искрено. И тоа е најважно. И така ти од мене извлече сега да кажам работи. Секако. Препознавање на душите. Така, кога ќе си се препознати, кога и кога ти викам баш тоа отворање и кога си струи. И фала за овој подкаст, за оваа емисија што ја имаш. Фала ти на тебе. Затоа што многу важни работи се кажуваат тука кај тебе. Баш ми е драго дека така си го доживела и фала ти многу што одвои време и фала ти многу што правиш таква преубава музика и што си ни гордост онака Дина Шари кога ќе кажеш баш онака ти се полни душата. Така да се видиме за убави работи, се гледаме на слушање на албумот и да кажеме, значи во сабота на 24 мај во Крашбар во 1 часот ќе слушаме музиката, а на 25 во недела излегува албумот на сите онлайн платформи. Така е, значи ние се гледаме на 24 тоа е утре, кога ќе оди подкастот, слушаме убава музика, а инаку вака си се дружиме и знаеш, отворени секогаш за се што треба. Фала многу. Ми беше драго и вам ако ви бевме интересни, како и секогаш ви повторувам дека подкастот со Ана на ти го следите секој петок во 20 часот на YouTube каналот на Слободен печат. Чао.